Да, се враќаме во студиото, како што кажав, тука е господинот Боби Бојчевски, председател на Независниот синдикат на здравствени работници. Господине Бојчевски, добро дојдовте во студио 10. Добро утро, добро ве најдов и поздрав до гледачите на телевизија 24. Ви благодарам на поканата. Ке зборуваме за здравствениот стандард, се разбира за условите во кои работат здравствените работници. Некако доста предизвика внимание кај оние во здравството, кај сите се разбира, но кај оние во здравството најмногу. Една информација која излезе за стандардот на здравствените работници во соседна Бугарија, за платите, за минималните плати кои излегува тамо, па тамо, еве, податоците се дека од нова година тамо медицинска сестра ќе зема плата 1550 евра, а специјалист доктор 1850 евра. Ова се претпоставува минимални плати тамо во здравството. И сега нашите здравствени работници го гледаат тоа и претпоставувам дека ова предизвикува проблем. Врз основа на овој револт што се случуваше овие 30 години во здравствениот сектор од еден репрезентативен синдикат што го имавме до сега, кој што едноставно можем да го наречем гробар на здравствениот сектор во Република Македонија, кој што не беше ангажиран за здравствените работници, ни се случуваат вакви работи и ќе се случуваат и понатаму. Ние врз основа на овој револт го формиравме овој независен синдикат, кој почнавме со 15 души, а бројката сега е над 5000 членови, каде пред неколку месеци поднесовме барање и ние да бидеме репрезентативен синдикат на ниво на Република Македонија. Бидејќи сите договори, преговори што ќе се прават, потребно е да учествуваме и ние. Ние како синдикат, знаете и самите, бидејќи тука ги првото интервју и првите изјави ги имам во оваа телевизија. Оваа телевизија не беше вета во грбот и голем број други медиуми. И знаете во каква состава беше здравствениот сектор, во каква состава беа платите, каде што ние стално апелиравме да не се случи екзодус на вработените во здравствениот сектор во соседните држави, а исто така во западноевропските држави. До сега Македонија беше расадник. Значи, ние ќе го изучиме тој доктор, таа медицинска сестра и таа не напушта во некој од западноевропските земји. Значи, апелиравме да не се случува тоа, за да не дојде до вакви работи, бидејќи ја знаете ситуацијата што се случува со Бугарија, каде нашиот сосед со отворени раци би ги пречекал овие вработени, каде што не би им требало јазик, не би им требало нострификација, едноставно би ги примил, бидејќи знаете ситуацијата како Македонија и Бугарија. Од тие едноставни причини ние апелираме како синдикат да се со цел да се направи национална здравствена стратегија со здравствена статистика. Значи, првин да се направи еден попис. Колку имаме вработени во здравствениот сектор во секој град на Република Македонија. Колку ни се специјалисти, колку ни се општи доктори, медицински сестри, дипломирани медицински сестри, административен персонал, технички персонал. Се со цел за да имам еден увид на бројката на вработени, да се направи наталитет, морталитет, да се види во кој град, на колкав број на пациенти е потребно еден специјалист, потребно еден општи доктор и едноставно да видиме до каде е работата со специјалистите. Дали тие, колку специјалисти ќе отидат во пензија во наредните 4-5 години, колку нови доктори треба да имаме во медицинскиот факултет, без ова национална здравствена стратегија. Не ќе можеме да знаеме и днината и ќе ни се случуваат како до сега екзодус на млади доктори, на млади здравствени работници. И второ, да не биде како до сега, и самите знаете, имаше еден министер кој што ги вработи млади луѓе, кои беа заборавено минато, кој што ги вработи кога бевме во најголемата криза, ковид кризата, кои млади луѓе работеа за 20.000 денари и доктори, специјалисти за 26.000 денари, кои млади луѓе на крај ги зманипулира. На некој од нив декември 2023 им престана договорите. И тие 20.000 денари не може да ги земат. А тие луѓе имаа надеж, бидејќи тој министер од страна на тогашниот министер Филипче им е обеќано дека по завршеток на кризата сите од нив ќе добијат решение. Но што се случи обратно? Голем број од нив не им ги продолжија договорите, тие што остана, моравме ние како независен синдикат
нон-стоп да бидеме на ТВ пати, да молиме, да имаме социјален диалог. Добро, господин Бојчевски, од тогаш се сменија уште неколку министри, од кои некои и беа повторно како таравари, не знам колку министри се сменија од тогаш во здравствениот систем, и проблемот со вработените на договор на дело се уште не е решен. Значи, почнаа конкурсите. И неколку ветувања, и неколку рокови. Значи, по доаѓање на оваа влада ние почнавме со овие социјални дијалози. По овие социјални дијалози како приоритет не беа овие договорци на дело. 1/3 ви гарантирам дека од тие договорци на дело се решени. Пример, во поголеми јавни здравствени установи. 1/3, 1/4 од нив чекаат да се заврши локални избори, бидејќи се случи пред локалните избори, негде се пуштеа конкурси и чека да се да завршат локалните избори и да се продолжат со конкурсите. Има и голем број на вработени од нив, на пример можам да кажам јавна болница Прилеп, општа болница Прилеп, Кичево, Гостивар, каде самите во 2023 година декември, самата јавна здравствена установа им ги укинува тие договори, иако работеле по 5, 6, 7. И тие луѓе се оставени на милост и немилост. Значи, од хумани човечки цели, потребно е вработување на сите нив. Бидејќи ние самите сме свесни дека во моментот недостасува медицински кадар во Македонија. Што е со тие што им се прекинати договорите едноставно? Што не им се Значи, некои од нив имаме информации. Моментално нашиот синдикат имаме околу 40 здравствени синдикални организации низ градовите низ Република Македонија. Значи, најновата информација во Прилеп има голем број на нив кои што им престанал договорот 2023, оставени се, не се вработени всушност. Каде што ние апелираме и до министерот и до председателот за да се среде статусот на овие вработени. Исто во Кичево има 4-5 медицински сестри, во Гостивар се 4 медицински сестри кои што не име решен статус, да работеле претходно 4 до 5 години. И се бориме како синдикат да секој од нив го добие, да не бидат заборавено минато едноставно, за да се вработат, за да гледаат иднината во оваа држава. Бидејќи секаде кај што ќе отидат, во која било држава ќе бидат граѓани од втор ред. Нема да бидат да се чувствуваат пријатни убаво како во својата држава, во матичната држава кај што се родени. Да, сето ова се случува кога цело време, значи со години веќе, може и цела деценија, зборуваме за недостиг на медицински кадар, за недостиг на специјалисти. Последните податоци од Лекарската комора е дека од лани имаме 509 помалку активни лиценци во Лекарската комора. Сега тоа не мора да значи дека сите тие се отишло од државата, можеби едноставно пензионирање, не обновиле се уште лицензата и така натаму, но сепак голем дел од нив и се некако одлеани од здравствениот систем. Анестезиолози, педиатри, патолози, радиолози, онколози се меѓу најдефицитираните специјалисти во државата. Да. Значи ова се податоци од Лекарската комора. Во исто време, ова што го зборуваме, на оние кои работеле, не им се продолжуваат договорите, не се наоѓа начин да се стават во системот. Зошто имаме ваква една, не знам, дисонантна стратегија во здравствениот систем? Значи, таа дисонантна стратегија, ви гарантирам, беше пред да почнат овие социјални дијалози. Значи, ние пред да почнат локалните избори, нон-стоп имаме социјален дијалог со владата, најискрено ви кажувам, каде што ги уочивме овие проблеми, каде што се прави една национална стратегија за овозможување да здравствениот сектор заживее. Значи, здравствениот сектор беше во еден колапс. Беа затворени кабинети, ординации, немаше доктори, напушта специјалисти, дисбаланс на плати, поголеми плати има во клинички центар, останува во клинички центар, не работеа во јавни здравствени установи, не работеа во општите болници. И едноставно, кој специјалист, имаме од друга страна 600 специјалисти кои што работеа за 26.000 денари плат. Срамота е тоа. Докторот за 26.000 да работи, значи, ние како синдикат, а исто благодарение на овие разговори со председателот на владата, е договорено да се примат овие специјалисти на неопределено работно време, да јавните здравствени установи ги покријат нивните трошоци, бидејќи знаете една специјализација од 8 до 15.000 евра. Една специјализација трае 4 години,
5 и 6 веќе во тие хируршки гранки. Се со цел за да надокнадиме тој простор на вработени, се со цел да имаме за да ги покриеме дефицитот на кадар во здравството. Значи се работи на таа проблематика за да ги задржиме овие млади луѓе, бидејќи ако се продолжи со ова темпо како што беше до 2023 година, ние за година-две и тогаш кажав, здравствениот сектор ќе доживееше колапс. Се работи нешто на проектот, но не може одеднашка, не може преку ноќ да се направи нешто што било уништувано 7-8 години. Докаде е покачувањето на платите во здравството, бидејќи има поплаќи, ајде да речеме дека и тоа не оди според планираното? Ако ви текнува, ние бевме првите, значи напоменав на почеток, имавме еден синдикат кој што не се секираше за вработените, единствено за нивни лукративни цели и беше во невидена коалиција со власта. Ние кога излеговме 2023 со протести, баравме покачување на плати, баравме подобри услови за работа и се со цел за да имаат еден достоинствен живот овие здравствени работници. И што се случи? Од другата страна нема слух 2023, иако ние протестиравме, излегувавме на улица, се боревме, кажувавме овие неправилности што се случуваат, но тие нема сенс, никој не повика, никој не викна. Да, напите се вода, не е проблем, слободно. Да се разговара со нив. Ова е емисија во живо е и значи никој не повика од претходната власт. Со доаѓањето на новата власт, значи седнавме, имавме еден социјален диалог, каде што, кога им ја кажеме фактичката состојба дека една медицинска сестра со средно образование земаше од 23 до 25.000 денари плата, сестра пред пензија со 40 годишен работен стаж доаѓаше до 28-29.000 плата и исто во овие социјални диалози се договоривме како влада, како председателот на влада, да дојде до зголемување на платите на овие вработени. И како ќе биде ова зголемување? Значи, лани, на 19 ноември, потпишан е тој колективен договор, со цел да се зголеми бодот и со тоа доаѓа до зголемување на платите. Едно од најголемите историски покачувања го има средно медицинскиот кадар. До сега, за овие 30 години здравствен сектор, јас сум барем 30 години во здравствениот сектор, никогаш на средно медицинскиот персонал не им се покачала платата од 6.000 денари. Исто така, има покачување на административниот кадар од 2.500 денари, техничкиот кадар од 2.500 денари, што тоа не беше случај во претходниот период. Во претходниот период што се случуваше? Се покачуваше бруто плата 3.000 денари, а нетото ќе испадне 1.000-1.500 и тоа ќе земеш, тоа се склучува договорот во мај, а ќе земеш во октомври. Инфлацијата беше ги изела тие пари. Значи, секоја година да ќе има покачување, каде за овие 4 наредни години покачувањето на платите ќе биде над 40% на секој здравствен работник. Да. Добро, кога зборуваме ова за плати, услови, има уште еден аспект, а тоа е организацијата на самата работа на лекарите, на специјалистите, на медицинските работници. Па еве една анализа која е правена од Радио Слободна Европа вели вака: не е проблем бројноста, туку поради лошите планирања или недостиг да одредени специјалисти, бидејќи сите сакаат да работат во Скопје. Па така, фалат 52 матични лекари во селата, Фондот за здравство бара предлози од докторите за измени на правила на работа. Знаеме за тоа дека фалат специјалисти во десетина градови од одредени гранки. Дали е ова исто така проблем во планирањето? Знаете, за тоа напоменав на почетокот, да се направи таа национална стратегија. И што се случува? Например, некој доктор во Македонска Каменица ќе земе специјализација, интерна. И треба 4 години да доаѓа во Скопје, да поминува тие турности, да ги полага тие турности, да заврши специјализација. И што се случува едноставно? Тој четвртата година пред специјализација фаќа луѓе, фаќа врски и не се враќа назад во матичната јавна здравствена установа и останува на клиника. И што ни се случува? На клиника натрупување на специјалисти, а додека во другите градови низ Република Македонија немање на специјалисти, дефицит на кадар. Значи, да се врати стариот закон. Ако јавната здравствена установа ти плаќа 4 години специјализација на клинички центар,
ти кога ќе се вратиш и да нема и тука да нема пријатели, роднини, тој мора да се врати во матичната јавна здравствена установа и да ги одложи тие, не да биде 4 години во јавна здравство, туку да се дуплира 8 години, за да бенефитот го види јавната здравствена установа, бенефитот го видат и жителите на тој регион кај што тој ординира. Ако дојде он од Велес, од Гостивар, од Охрид, од Струмица, да се врати таму. Во матичната здравствена, што се случува? Нас ќе фатат луѓе, ќе фатат врски и останува на клинички центар. Што се случува на клинички центар? Во некои клиники имаме повеќе специјалисти него болни пациенти хоспитализирани, а во некои клиники имаме повише хоспитализирани пациенти него што имаме специјалисти. Значи, што е направено? Моментално на удар е терцијалното здравство, клиничкиот центар. За секое заболување, за секој вид на диагноза, една обична колика се испраќа во клинички центар. Таму се прави, се губи време, се губи пари, гужви на паркинзи, како што гледам. Зашто? Не дојде да се развие секундарното здравство. Јас потекнувам од здравствен дом на Скопје, таму сум 30 години. Например, здравствен дом на Скопје имаме 9 поликлиники и 55 здравствени станици. И ги имаме посовремена апаратура, него што има клинички центар. Најсовремени биохемиски анализатори имаме кај нас лабораториите, рентген апарати, ехокардиографски апарати, абдоминални ехоапарати. Значи, таа работа што може да ја завршат на клиника, пример, можат тие жители во околината на поликлиниката и во близината на околината да бидат во самата поликлиника да ги завршат тие специјалистички прегледи. Со тука доаѓаат, не губат време, не губат пари, све во близина. Ако веќе е тој крајен стадиум, да потребна е хоспитализација во клинички центар, тек тогаш да се испрати. А исто, што ме прашувавте за матичните доктори. Значи, по претходниот период имаше кој го укина 2017 рурален доктор. Значи, зашто не прифаќаат младите луѓе да работат во руралните средини? Се даваше еден стимул, во тогашниот период беше околу 70.000 денари, 2014-15, на рурални доктори, немал пациенти. Ти ги взимаш месечно, тие пари, со тие пари ги покриваш трошоците и ти останува некоја минимална плата. И плюс взимаш од пациенти. Бидејќи, зашто ги немаме тие матични доктори, ќе отидат во некоја рурална средина, немаме ние таму жители. Немаме толкав број на пациенти, знаете, за да биде економски бенефит, за да може да работи добро, матичниот доктор треба да има најмалку 1000 пациенти. А во тој период, во тие предели, не може да ги направи толкав број на пациенти, а он треба да живее од тие пациенти, а од друга страна треба да плаќа здравствено, пензиско осигурување. Значи, потребно е за да се направат тие, за да се оспособат пак тие матични доктори, потребно да им се даде некои субвенции од државата. Со тоа што од слободено од плаќање првите 2-3 години од давачки, од здравствени и социјални осигурања, потребно е да им се даде поголема пара за руралност, бидејќи тој заминува, километражата е подалечна. Или наедноставно стави ги на плата, како порано, што беа. Значи, ако не можеш да најдеш, последното е стави ги на една добра плата и готово. Да се стават тие вработени на плата. Имавме тоа. И тоа го кина 2017. Рурални доктори. Значи да не морате вие да се грижите сега да платите придонеси, здравство, едноставно вработете ги. Да, 2015 го имавме, 2013 рурален доктор, ако ви текнува, каде што секојдневно доктори од јавниве здравствени установи на плата одеа во рурални средини, Танушевци, Брес, Марино, Моране, Кондово, не знам, некои планински села, каде што врша систематски прегледи на тие пациенти. 2017 и тоа го кина. 2017 пола кабинети на здравствен дом Скопје не функционираат. Иако имаат опрема, иако имаат ехоапарат, но имаат клучна врата. Зошто? Немаат. Значи, голем број на докторите, например, терко до 2017 беше да се развие секундарната здравствена заштита, се со цел пациентите во својата близина да може да ги направат овие испитувања. И отворивме специјалистичка ординација во Драчево, во Ченто, но тие со рентген кабинет имаме во Драчево. Сега замислете пациент
од Драчево треба сега да направи една рентгенографија да доаѓа во поликлиника Аеродром, а рачуните поликлиника Аеродром колку број жители има во таа општина, а плюс од општина Кисела Вода доаѓаат од другите општини. Затоа пак потребно е да се отворат овие специјалистички амбуланти, потребно да се примат кадар и ти не можеш во поликлиника Аеродром да ти работи само еден интернист, каде што дневно има од 20 до 30 минимум пациенти. Најхитно потребно е примање на кадар, на специјалисти, медицински сестри, средно медицински персонал, технички персонал и администрација. Да, тоа е кога зборуваме за стандардот на здравствените работници, вие велите дека имате со владата континуиран социјален диалог. Еден од моментите е порастот кога растат платите, дали тие ги следат, дали ја следат инфлацијата? Дали здравствените работници реално го следат растот на трошоците на живот? Значи, едно што го баравме, а што не е направено до сега, подпишан е општиот колективен договор. Но гранковите колективни договори не се подпишани. Значи, што се разбира? Кога ќе се подпише гранковиот колективен договор, коефициентот на прерачунување на платата на сложеност, на што се прерачунува, да биде усогласен со минималната плата. Како што ќе се покачува минималната плата, така ќе дојде и до покачување на платата на овие здравствени работници. Но од тогашни лукративни причини ова не е подпишано. Значи потребно е моментално се водат разговори за решавање на овие колективни, гранковни колективни договори, и се со цел за како што доаѓа до покачување на овие плати, да дојде покачување на сите, бидејќи со покачување на минималната плата не ги опфаќа здравствените работници, не ги опфаќа вработените во Министерството за внатрешни работи, вработените во образование. Значи, нешто направено е, нешто што е било, што требало да се направи веќе пред неколку години, но тоа не било сработено. Зашто од тогашниот синдикат не е направено, не знам. Затоа ние се бориме да бидеме репрезентативен синдикат за сите договори, за сите што треба потреби во здравствениот сектор да бидеме присутни ние, бидејќи ние сме секојдневно со пациентите, ние сме секојдневно со вработените во здравствениот сектор, ние ги знаеме проблемите во здравствениот сектор. Кои категории здравствени кадри во моментов се најзагрозени ако гледаме во поглед на примањето? Најзагрозени се административните работници, административно-техничкиот персонал. Значи, иако дојде до покачување на платата, и пак сега ќе дојде до тоа покачување за 2026 година, 2025, нивната плата пак не е како што беше претходно. Потребно е малку да дојде до усогласување на нивните плати, за да и тие вработени имаме пак некој достоинствен живот. Средно медицинскиот персонал со овие покачување од околу 6000 денари, пак нешто дојде во нормални односи платата на овие вработени. Додека административно-техничкиот персонал исто е потребна помош за платата на овие вработени, бидејќи ние сме синџир на исхрана. Ако не функционира еден од тој синџир, доаѓа до колапс на система. Задоволни работници, здравствени работници, задоволни пациенти. Кажавте дека зборувате за репрезентативност на вашиот синдикат. Се борите ли уште за тоа? Има ли некаков напред? Значи, ние моментално бројката е над 5000 члена. Склучивме договор, меморандум за соработка со матичните доктори. Председателката на матичните доктори, госпожа Илјана Дервишова, е членка на синдикатот, ги донесе во разговор со сите матични доктори. Бројката се зголема секојдневно и пуштено е веќе барање до Министерството за економија, бидејќи сега синдикатите се под Министерството за економија, за да се признае репрезентативност со бројка, со пристапници, се со цел да и ние учествуваме на овие разговори. Малку, само ќе сменам темата. Еве што се случува после 20-30 години, благодарение на КСОМ, благодарение на КСС, овие независни синдикати во здравството, во јавниот сектор ќе се зема К15, ако ви текна. Тој лани го земавме прв пат. Овој К15, овој регрес за годишен одмор е благодарение на овие независни синдикати, на тие борби што ги правеле Марија Аристевски, Гоце Делчев Тодев, председателот на КСС. Значи, сите тие луѓе допринеле да сега ние зимаме
регрес за годишен одмор по плана наречен К15. Кој К15 е 30 во јавниот сектор е 30% од бројот од просечната плата, додека во приватниот сектор е 40%. Но што има проблем во приватниот сектор? Во приватниот сектор имат таков договор да ако газдата, работодавецот на крајот на годината нема никаков приход, може и К15 да биде од 100 денари на вработени. Тука е проблем и тука треба да се решава. Да, во поглед на функционирањето на синдикатите, соработувате ли со другите синдикати? Со оние кои се веќе репрезентативни, дали правите некакви стратегии за заеднички настапи? На Економскиот социјален совет сме повикувани ние, како КСОМ, со нашиот председател, јас, како представник на здравствениот сектор, представниците од КСС и од ССМ. Значи, во тие дебати, каде за прв пат во историјата на овие економски социјални совети учествува и лично премиерот, председателот на владата. До сега што се модел на такви економски социјални совети биле некои заменици министри, не му се одаваше на тој совет никаков значи го поценува едноставно. Но сега не е така. Имаме представник од министрите, министрот за економија, министрот за финансии, замениците министри за труд и социјала, самиот председател на владата. Значи таму се води еден социјален диалог, имаме соработка освен со ССМ, со сите други синдикати. Добро, кога го гледаат, кога работниците ги гледаат тие социјално-економски совети кои се случуваат од време на време, значи не само вработените во здравствениот сектор, туку од сите синдикати, тие велат дека некако не гледаат некаков резултат од тие совети, бенефит, дека тоа се некакви планови за во иднина, многу споро се одвиваат работите, едноставно велат дека на тие совети не се случува ништо. А сега вие учествувате на нив, предпоставам дека поинаку гледате однатре. Значи, јас веќе 2 години учествувам на економски социјални совети. Можам искрено да ви кажам, таму се води најголемата борба, но се води борбата од овие синдикати независни, синдикати како пак ќе ги напоменам, од КСОМ, од КСС, бидејќи во претходната економски социјални совети, знаете што се случуваше? То пред година и пол. Присуствувавме, никој не се бунеше, освен ние се буневме, а тогаш сегашниот репрезентативен синдикат, се што ќе одлучаа замениците министри, тогаш само се дигаше рака, се гласаше. Значи, перцепцијата на работникот, перцепцијата на вработениот во здравствениот сектор, во јавниот сектор, нека не биде насочена кон тој државен репрезентативен синдикат кој е веќе 30 години, кој репрезентативен синдикат не допринел ништо за работникот, не допринел ништо за здравствените работници. Едноставно, ние сме им тие кои што се борат за нив, каде што успеавме покачување на платите и оните сами се сведоци, пак имаме некој покачување на платите, вработување на голем број на здравствени работници и се со цел да здравствениот работник, вработениот во здравствениот сектор биде задоволен од својата состојба, за да не бара помош, за да не отиде во Бугарија, како што ми кажавте, во западноевропските земји, да остане да работи тука. Да, тоа би било, целта се разбира, еве кога зборуваме за платите, стандардот, има уште еден момент кој е разговаран претходно, а тоа е различните плати на здравствените работници во различни институции. Па така, да кажеме директно, значи во клиничкиот центар во Скопје се специјалистот зима поголема плата отколку специјалистот во, не знам, во Охрид. И така натаму. Се работели на тој проблем? Значи, тоа стално го напоменувам, во времето на министерувањето, исто пак ја го спомнам тој министер Шодак, правам Филипче, направен колективен договор со тогашниот, сегашниот и идниот председател на здравство во ССМ Љубиша Карамфиловски, да вработените во клинички центар имаат поголема основна плата, поголем број на бодови во однос на јавните здравствени установи, општите болници. Па што се случува тој револт? Зашто вработените во јавниот здравствен сектор или во општите болници кои кидат на клиника на специјализација остануваат таму?
бидејќи имаат поголеми примери. Разликата е, пример сега ви ја кажам, почетна плата на доктор специјалист во општите болници, во јавните здравствени установи, геријатриски центри околу 60.000 денари. А почетната плата на доктор специјалист во клинички центар е над 70.000 денари. И рачунајте 70-80.000 денари. Не ги кажам тие дежурства, титули и така ната. Затоа потребно е да имаме колективен договор кој ќе биде единствен во Република Македонија. Исто ќе зима и докторот во клиника, исто ќе зима и докторот во нека општа болница во Прилеп, општа болница во Тетово, во Битола и во некоја јавна здравствена установа низ Републикава. Потребно е тоа, се работи на тоа, да вработените и коефициентот на сложеност на работа биде еднаков, дали работиш на клиника, дали работиш во друга јавна здравствена установа. А тоа што си ги земаат ноќните служби, тоа станува на тие ноќни служби што се дежурат и што се работат. Значи се работи на тоа, се прават социјални дијалози, контакти со министерот, сега се прави некој нов закон за здравствена заштита, значи тоа сме во тек и се бориме, но не можеме да испаднеме со информација до кај се случува. Се работи на работата и ми се чини дека за брзо време ќе се среди. Да, друг проблем кој исто така константен во здравствениот систем, тоа е онаа политизација на здравството, мешањето на политиката во здравството. Знаеме како оди тоа и знаеме дека без тоа не можеме да имаме целосна професионализација. Дека секогаш и вие сами откажавте пред малку кога зборувавме, ако некој сака да остане клинички, ќе бара врски, ќе бара луѓе и така натаму. Знаеме како оди тоа. Можеме ли некако од тоа да се откачиме на некој начин? Значи, за да имаме напредок, за да имаме успешни доктори, ние знаеме дека од медицинскиот факултет произлегуваат обучени кадри. Имаме професори, познати професори кои што оставаат добри доктори, кои што доктори требало да останат тука. И веќе да се престане со тоа работи, да останам на клиника, да работам во клиника. Значи, за да имаме успех, за да немаме бегање на овие млади специјалисти, за да немаме одење во другите европски држави, потребно е да се забрани, си дошло од својата матична јавна здравствена установа, врати се во својата матична здравствена установа. Ако сакаш да останеш на клиника, изработи ги тие 8 години во својата здравствена установа, сега се 4 години, но се дуплирани цените. Ако се платило 8.000 евра, треба да се плати 16.000 евра за едукација. Но се фаќаат доста е со тоа да се почне веќе реформа во здравството, да се почне веќе секој што си го заслужува место да си го добие. Само така ќе имаме успех и само така ќе имаме задоволни пациенти. И трето што сакам, да поголемо внимание се оврне во секундарната здравствена заштита. Значи, пред некој период бев во Стара Градска, значи навечер имаме околу 100 до 200 души кои што чекаат за обични болки, колики на стомак, на разни болки на зглобови и така натаму. Целта е да се растерети тоа. Значи, навечер, како што напоменав, јавната здравствена установа, ние, ви кажам, на територија на град на Скопје, имаме 9 поликлиники. Во сите 9 поликлиники имаме дежурни служби. Но, потребно да се земе да 3 поликлиники, како што е општина Аеродром, општина Ѓорче и општина и Битпазар поликлиники, да имаме по еден педијатар. Тоа веќе го имаме во поликлиника Битпазар. Треба таков педијатар да имаме и во општина Аеродром и во општина и во поликлиника Ѓорче Петров. Се со цел навечер тие пациенти да не лутаат по клинички центар, да не одат. Исто, имаме најсовремени биохемиски анализатор. Потребно е да има дежурство и од лаборанти во сите овие 3 поликлиники како ударни центри да бидат. И мој апел е да ние во рентген кабинетите имаме најсовремен опрем, ехо апарати, компјутери имаме, магнети, да дежураат. А не се користат. Значи, до 20 часот работа. Зашто да не работат после 20 часот? Да си има дежурни служби. Од самите доктори, ако им се плати, ако им се даде мотив, ќе си дежура. Пример, за една обична фисура може да се направи тоа рентген слика навечер и во здравствен дом Скопје. Пример, жител од Аеродром треба да чека по 4-5 сата во Стара Градска, кога може таа работа да ја заврши
во местото на живење. Ме сваќате? Тука имаме апаратура, имаме добри доктори кои што можат да ја прочитат сликата. Ако е потребно понатамошно лекување и мобилизација или е фрактура, да се испрати во клинички центар. Обична болка на стомак, имаме абдоминални еха, ехокардиографски еха. Зашто да чека по 4-5 сата да се паркира на клиника, да не наоѓа место? Тоа може да го заврши во својата матична поликлиника. Тоа е мој апел, да се веде малку во секундарната здравствена заштита. И да се разместат пунктовите за итна медицинска помош. Да, ние како тоа синдикат, да ја прашам, да, ние како синдикат имаме една визија која што за брзо време ќе доставиме и до министра за здравство. Моментално итната медицинска, значи порано имаше поголем број на пунктови. Од 2017 се случува еден колапс во здравството, не можам да сватам зашто. И имаме сега 3 пункта: Карпош, Јане Сандански и Чаер. Рачунајте сега на пациент во Моране, Коњаре, негде Зелениково им е потребна итна медицинска помош. Таа треба од аеродром да тргне, а за рачунајте ако биде во шпиц на Собрајкаен Метеш, Собрајкаен кога ќе стигне. Затоа потребно е пак да се отворат пунктовите, како што беа во поликлиника Драчево пункт, поликлиника Ченто пункт, поликлиника Ѓорче пункт, поликлиника Сарај, здравствена станица Чучар Сандево и здравствена станица Катланово. Се со цел ќе имаме побрза, поекономична брза помош и побрзо ќе дојдеме до на тој што му е потребна здравствена нега. Да, сега колку имаме ли информација колку ти има на брза помош го покриваат цело Скопје? Значи, според здравствената статистика, на 30.000 жители, Светска здравствена организација, е потребно едно возило, еден тим. Ние Скопје со над 6.000 жители имаме 5 тима. Тие деца таму да се раскостат, тие доктори, здравствени работници, па не може да го постигнат тоа. Рачунајте, дневно има од 400-500 повика. Значи, невозможно. Тоа е, значи, потребно е зголемување и бројката, вработување на млади доктори. Значи, секој млад доктор пред треба да помине во итна медицинска помош, за да имаме добар доктор. Па после да му се дават специализации и да оди понатаму во животот. После и подхитно да се отворат овие пунктови. И опрема со нови возила, со нов кадар, се со цел да имаме брза помош која што му доликува наградата. Да, вие, господине Бојчевски, велите, разговарате со министрот и за овие теми, но имаме ние еден друг проблем. Имаме пречесто менување на министри во здравството. Може би ми се чини како ни еден друг сектор имаме толку толку често менување на министри, значи така беше и од минатата влада, еве и оваа влада, ова е веќе втор министр за година и пол. Значи, доколку еден министр и сака да спроведе некаква своја политика, тој едноставно нема време за тоа. Значи, и да е најдобар, и да сака, и навистина да има план, како можете да вие да спроведете здравствена политика кога менувате министри на 6 месеца? Тоа беше најголем хендикеп на прошлата власт. Ние кога протестиравме, не знам кој, Филипче беше, кога завршивме, и не знам, неврологот беше доктор, министер. Значи, најголем хендикеп е во Министерството за здравство. И не би требало таа гранка на здравствениот сектор толку често менување, бидејќи и самиот кажавте, тој ќе започне со реформи, ќе започне со некои нови законски измени, со решавање на статус на клинички центар, градење пример на нов клинички центар и доаѓа до менување на тој министер и доаѓа. Тоа е најголемиот хендикеп и не би требало понатаму да се случува. Значи, остајте им право и време на министрите најмалку 3 години, 3 до 4, за да ги спроведат тие реформи. Ако не го бигава, ако немаме реформи, тоа се гледа најнашка за првите 6 месеци се гледа дали е добар министерот, дали сака да заврши работа, или е фајтер таму стаен. Да, за жал кај нас е така. Добро, за крај за крај во однос на идните активности на синдикатот, на што работите сега, на што се фокусирате и што очекувате во најскоро време да се смени? Еве да речеме и да се подобри, се разбира. Значи, ние како представници на вработените во здравствениот сектор, бидејќи за 2 години направивме од синдикат од 15 души, голема бројка, едноставно станавме бренд во Република Македонија на синдикат, ќе продолжиме со овие социјални диалози. Нашата единствена цел е да платата на еден специјалист не биде испод 120 денари,
платата на една сестра со средно образование да не биде да биде 80.000 денари, административен кадар, исто технички кадар со плати кои што ќе бидат задоволителни за да имаат еден достоинствен живот. Ќе се борим исто за признавање на сестрите кои што завршиле високо образование што побрзо, а директорите на јавните здравствени установи да им ги признаат дипломите со високо образование, да им се признае магистратурата, да им се признае специализацијата, бидејќи што поучен кадар во таа здравствена установа е подобро и за самата здравствена установа, дека имаме голем број на медицински сестри кои што го продолжуваат своето школување. Исто така ќе се бориме за едукација и образование на специјалистите, субспециализации, ќе се бориме за едукација на сестрите со средно, на сестрите со високо образование, ќе се бориме за едукација на техничкиот кадар, ќе се бориме за едукација на административниот кадар, бидејќи ние сите заедно го сочинуваме синџирот во здравствениот сектор. Еден без друг не се може, но сите заедно можеме многу да придонесеме. А од другата страна, овие социјални диалози што ги говориме со новава влада во Република Македонија, значи има сенс за решавање на овие проблеми. Ви кажам, и за платите, и за времено вработените што беа на договор на дело. До сега работат оди на добро, а оптимист сум дека и понатаму ќе се завршат голем број работи во здравствениот сектор. Да. Добро, ова ви е пораката за крај. Господине Бојчевски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и уште еднаш ќе напоменам, задоволени здравствени работници, задоволени пациенти. Така е. Тоа е заедничката цел. Почитувани, останете со нас, одиме со една куса пауза, па продолжуваме со професорот Мирослав Билјали, ке разговараме за внатрешна, за надворешна политика, за европскиот извештај, за европскиот пат на земјата.